Добро вечер, почитувани гледачи. Во селото Мелница, општина Чашка, во вторникот се одржа 4-та мелничка и селеничка средба. Настан кој ги обединува жителите на ова село со нивните соселани од диаспората, како и бројни гости и пријатели кои секоја година, кон крајот на месец јули, се собираат и уживаат во богатата културно-уметничка програма. Со богата културно-уметничка програма, преку настап на девојките од Мелница и младите играорци од ансамблот Керамичар од Велес, во селото Мелница, општина Чашка, се одржа 4-та мелничка и селеничка средба, настан кој ги обединува жителите на селото Мелница со нивните соселани од диаспората, како и бројни пријатели и гости, кои секоја година, при крајот на месец јули, се собираат во дворот на основното училиште Тодор Јанев, за да бидат дел од оваа традиционална културно-забавна манифестација. Видете вака, овие мелнички и селенички средби според нашиот план има три концепти. Првото е да се видиме, кога ќе се видиме, ќе се дружиме, а и третата и самата држава да види, да не види, нели ние сме едно последно планинско село, во ова село ако дојдете вие морате да се вратите назад, не можете да продолжите понатаму, навистина убава природа и да ви кажам право дека многу луѓе доаѓаат од страна, навистина, ете што организираме, виделе во тоа добро дека има пред се убави работи, пред се музички оддел и пред се дружбата. И селениците или нашите сограѓани кои што живеат надвор од држава, од Мелница конкретно, не е причина само оваа средба да се враќаат, туку се враќаат континуирано во текот на целата година, затоа што тука имаат инвестирано во сопствени имоти, дури и повеќе од оние кои што живеат овдека, учествуваат во сите активности, хуманитарни и било какви овдека за подобрување на условите во нашево место. И селениците се нераскинлив дел од сршта на Република Македонија и оваа влада прави се за тие да ја добијат целата поддршка од матичната држава, што ја заслужуваат, вели директорот на Агенцијата за иселеништво. Ако во изминатиот период, изминатите 7, 8 или 10 години имавме обратен процес каде што македонските национални власти едноставно ги заборавија нашинците надвор од Македонија, ова влада навистина прави максимум, се донесе националната стратегија, но не само националната стратегија, оваа година, при крајот на годината и следната година очекуваме и мерките кои се предвидени во националната стратегија да почнат да се имплементираат, тоест нашите кога ќе се враќаат да бидат ослободени од разни царински давачки, кога влегуваат во Македонија, внесуваат своји автомобили, внесуваат по кукнина, но да им помогнеме едноставно да се интегрираат во македонското општество. Можеби тоа е најбитно, да се почувствуваат безбедни во Република Македонија. 4-та мелничка и селеничка средба и годинава се одржа под покровителство на македонското друштво Макмел од Бургдорф, Швајцарија, друштвото Мелмел од Мелница, местната заедница и џамлискиот меджлис од селото Мелница, друштвото Макмел од Бон, Германија, а со поддршка на општина Чашка. Прилепскиот театар Војдан Чернодрински ја реализираше и третата представа од почетокот на годинава. Станува збор за представата Ловецот во Ршта во режија на Мартин Кочовски. Режисерско име со кое се поврзуваат и најуспешните и најнаградуваните представи на Прилепскиот театар. Ловец во Ршта е представа која зборува за конфликтот на индивидуата во општеството. Прилепскиот театар Војдан Чернодрински продолжува неуморно да работи и во исто време уметнички да им пркоси на сите неповолности во кои твори и создава. За само 7 месеци овој театарски ансамбл успеа на сцена да ја донесе и третата своја премиера. Станува збор за представата Ловецот во Ршта во режија на Мартин Кочовски, режисерско име со кое се поврзуваат и најуспешните и најнаградуваните представи на Прилепскиот театар. Од вкупно 5 драмски проекти одобрени за оваа година, ова е третата представа што ја поставуваме на сцената, со што го потврдуваме нашиот континуитет во создавање на нови и квалитетни театарски продукции. Народниот театар Војдан Чернодрински оваа година има навистина големи имиња кои што ќе режираат на нашата сцена. Мартин, добре дојде дома уште еднаш. Ти честитам за представата и за премиерата. Мартин е еден од режисерите со кои Прилепски театар ги жнееше најголемите успеси. Имам чест да работам со најдобрата екипа во Македонија, ова исто така важи денес.
Но јас ќе додам дека и уникатна екипа. Ваков проект сватив дека никаде друго место не може да се направи. Дека само оваа екипа може да издржи ваков проект. Ловецот во ршта е представа која зборува за конфликтот на индивидуата во општеството, во системот. И токму заради тоа, баш Прилепскиот театар е тој театар кој може успешно да го износи овој проект. Најмногу заради условите во кои работи, пред се немањето сала, но имањето пркос, храброст и креативност за да создава врвни представи. Ловецот во ршта е погласно своевидна побуна против конвенциите на средината, се мисли на општествени, економски и пред се интелектуални конвенции кои што ни се наметнати. Во оваа представа, која е поддржана од Министерството за култура, игра речиси целиот театарски ансамбл, како и една студентка од Факултетот за драмски уметности. Од јануари до сега Прилепскиот театар ги реализираше представите Саатот, Девојките на Марко и Ловецот во ршта, а на есен следуваат Животинска фарма и Лет над Кукавичкото гнездо. Во Штип се одржува 41-то издание на најстарата културна манифестација Штипско културно лето. Манифестацијата годинава понуди богата програма со 2 театарски премиери, концерти на Владко Стефановски и на Давид Темелков, многу изложби и промоции на книги. Штипско културно лето завршува на 30 јули, а уште што ќе може дотогаш да проследи публиката од Истокот, ќе слушнеме од нашата дописничка Александра Ристевска, која разговараше со Кирил Панајотов, советник за култура во општина Штип. Господине Панајотов, на 30 јули завршува овогодинешното издание на Штипско културно лето, 41-во издание, и што се штипјани и сите љубители на уметноста имаа можност да видат. Годинешната програма на најстарата наша манифестација од областта на културата се одржаше 34 манифестации, разновидни по својот карактер, манифестации кои што во суштина се лесни и приемчиви за публиката. Секоја категорија од граѓани, од најмладите до најстарите, има можност да проследат содржини кои што им се интересни, тргнувајќи од музички програми, концерти, камерни концерти, фолк концерти, на изворна музика, на староградска музика, потоа рок концерти и театарски представи, ликовни изложби, изложби на уметничка фотографија, значи од се по нешто што годинава го направи Штипско културно лето разновидно, во основа таков и карактерот на оваа манифестација. Така, кои се настаните кои можат да се издвојат и да го одбележат 41-то издание, ако се земе во предвид дека споменавте дека имаме и концерти на големи музички имиња? Во секој случај знаеме дека Владко Стефановски, првиот голем концерт практично во Домот на младите беше Владко Стефановски трио, кој што верувам дека, по моја слободна проценка, обедини некаде над 1500 посетители. Потоа беше концертот на Биг Бенд Астибо, нашиот Биг Бенд, кој што исто така привлече огромно внимание на истиот простор, на Давид Темелков, концертите на културно-уметничкото друштво Ристо Донев, на орнаменти завчера во УГД, и нормално, зависно од просторот и од карактерот на манифестацијата, публиката е или побројна или помалку бројна. Меѓутоа, во секој случај беше потсетено Штипско културно лето и даде свој белег. Секоја манифестација се имаше свој белег. Сега, да одвојуваме некој посебно, ќе бидеме неправедни затоа што како организатор општина Штип е презадоволна од тоа што се случи, со оглед на тоа дека немаше откажување на ниту една манифестација, беше посетена во секој случај и сите беа задоволни, и публиката, и оние кои што учествуваа, и ние како организатори. Тука ги завршуваме вестите од културата. Останете во добро здравје со програмата на телевизија Алфа. Од мене, пријатно.